На 31 овој месец Југохром Фероалој со Дјегуновци ќе ги исклучи двете печки што се во функција и нема да работи до крајот на февруари средната година, соопшти управата на фабриката од Дјегуновце. Според најавите, Југохром нема да работи до крајот на февруари, период кога временските услови најмногу влијаат на загадувањето, стои во соопштението. Од управата на Југохром велат дека одлуката била донесена доброволно и отимале слух за состојбата со загадувањето на воздухот во Тетово, иако тие остануваат на ставот дека нивната фабрика не е единствениот, а уште помалку неголемиот загадувач во регионот. Управата информира дека паралелно со прекинот на работа ќе продолжат со сите планирани и веќе договорени активности за целосна примена на сите еколошки стандарди согласно законските прописи. Односите со Грција бележат извесен позитивен тренд, но од тоа не е реално да креираме очекувања дека тоа може само по себе да го реши наметнатиот спор кој не оптоварува над 2 децении. Ке бидеме ангажирани за неговото надминување, а во таквите напори ќе се водиме од добро познатите ставови и интереси на Република Македонија, кои се засновани на европски вредности за недискриминација и за почитување на демократските стандарди, особено на меѓународно правните норми. Ова го нагласи министерот за надворешни работи Никола Поповски во годинешното обраќање пред членовите на Собраниската комисија за надворешна политика, говорејќи во делот за добрососедските односи. Тој потсети дека се реализиране билатерални посети во Скопје и во Атина, договорени се 11 мерки за практична соработка од области од заемен интерес, а одржани се и првите политички консултации. Анекс на колективниот договор со кој ќе се овозможи сите здравствени работници со завршено високо образование, односно медицински сестри, рентген техничари, физиотерапевти, лаборанти и така натаму, да добијат додаток на платата како вреднување на стекнатото образование и стимулирање на овие здравствени работници во насока на целосно напредување на работниот процес, потпишаа денеска министерот за здравство Никола Тодоров и председателот на самостојниот синдикат за здравството, фармацијата и социјалната заштита Љубиша Карамфиловски. Договорот стапува во сила со февруарската плата која ќе биде реализирана со корекција на коефициентот. Вкупниот процент на корекција на платата е 36,9%. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски по повод предстојниот празник раѓањето Христово Божик упати честитка до сите верници од католичката вероисповед. Христовото раѓање е величенствен ден кога целото човештво го здогледа големиот сјај и го означи зачетокот на славењето на љубовта кон Бога. Овој голем христијански празник нека ни внесе мир и спокојство во нашите срца и добрината секогаш да биде во нас. Светлината на Христовото раѓање да ни биде водилка низ животот за да сме луѓе кои градат вистински христијански вредности, меѓусебно почитување и солидарност, вели Велјановски во честитката. Охридско-Струшкиот регион ќе биде полн со гости за новогодишните празници. Поголемите хотелски капацитети се комплетно исполнети, а мал е и бројот на слободни легла во помалите, информира председателот на Хотам Крсте Блажевски. Најголем дел од гостите според него се од соседните земји од Бугарија, Грција, Албанија, Србија и мал дел од Црна Гора. Тоа се традиционалните гости кои ја посетуваат оваа дестинација за Нова година. Подготовките се пред крај, мислам дека ќе се направи убава новогодишна атмосфера во Охрид и Струга, но и останатите градови ќе бидат интересна дестинација за дочек на новогодишните празници. Во некои помали хотели, истакна Блажевски, се останати мал број легла за кои се надева дека во текот на неделава ќе бидат пополнети. Покрај странците за празниците очекуваат и голем број на домашни гости. Најприсутни на ривиерата деновиве, како што се нагласува, се гостите од Грција, кои го слават католичкиот Божик и за нив се подготвува свечена вечера. Деветти осомничен беше уапсен и против него се покренати обвиненија во Белгија во врска со нападите во Париз во ноември, соопшти Белгиското федерално обвинителство. Оттаму потврдија дека приведениот остварувал телефонски разговори со братучедот на наводниот организатор на париските напади, Абделхамид Абауд. Станува збор за извесен Абдула, роден 1985 година, со белгиско државјанство. Истакна во комуникето обвинителството додавајќи дека тој бил уапсен во вторникот и обвинет за терористички убиства и учество во дејноста на терористичка група.